Почитувани гледачи, се наоѓаме во седиштето на ВМРО-ДПМН. До мене го имам лидерот на партијата, господинот Христијан Мицковски. Господине Мицковски, ви благодарам што прифативте да бидете дел од вестите на телевизија Сонце. Благодарам на поканата. Задоволство е. Така. Со договорените предвремени парламентарни избори во април, договорена е техничка влада, чија работа ќе почне на 3 јануари. Дали веќе се надзираат имињата на техничките министри од ВМРО-ДПМН? Па ние во моментот се занимаваме со процесите, не се занимаваме со имињата, ги дефинираме профилите на луѓе кои што ќе бидат дел од пратеничките листи, кои што ќе бидат носители, така натаму, така што генерално ние сме фокусирани на тој процес, а не на персоналните кадри кои што нели ќе бидат таму. Втората половина некаде на декември месец јавноста ќе ги дозна имињата кои што ќе бидат кандидирани од страна на ВМРО-ДПМН за еден технички министер во Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика, замениците во земјоделие, информатичко и општество и администрација и во финансии. Така, сте размислувале ли за спогодба, еве со конкретно представниците од власта за промена на досегашниот изборен модел? Еве конкретно вашиот став за една изборна единица? Па не сме разговарале на таа тема, иако можам да признам дека нечесно рефлектираат такви информации во јавноста, кажуваат дека се за тоа, во суштина молат Бога тоа да не се случи. Сега кога ќе ги прашате, добро, зашто едно зборите јавно, а друго на составниците, велат па тоа го ветивме во програмата, па мора да го кажуваме, да го збориме. Јасно им и на нив дека тоа не е вистинската методологија врз основа на која ќе се зголеми демократијата и така натаму. Јас пред неколку недели имав едно интервју на кое што преку бројки и преку параметри практично докажав дека со промена на моделот вие не значи дека ќе имате поголем број политички партии во рамките на парламентот. Еве да речеме, земете една Германија која што има демократија, која што е многу постара од таа што ние имаме, ќе видите дека имаат 3 пати помалку партии во рамките на Бундестагот застапени, имаат 7 пати, 6,5-7 пати повеќе имаат пратеници во рамките на Бундестагот. Земете Франција, земете Италија, на крајот од денот земете Велика Британија, ќе видите дека имате само 3 партии од држави како наш ранг, Летонија, земете Словенија, ќе видите дека бројот на политички партии во тие демократии не надминува повеќе од 7, додека пак во нашиот парламент, јас сега ќе ви кажам дека имаме 23 политички партии. Што значи дека тезата на тој начин ќе се зголемело учеството на помалите партии во рамките на парламентот не е точна, односно е лажлива теза и е сосема погрешна теза. Секојдневно сте во контакт со граѓаните и нивниот став конкретно што бараат граѓаните? Па не разговараме ние за промена на изборниот модел со граѓаните, генерално разговараме за реалните проблеми и теми кои што живот значат за граѓаните. Морам да бидам искрен да кажам, до сега не ми се случило да разговарам со некој од граѓаните и да ми каже промената на изборниот модел ми е многу значајна во мојот живот. Напротив, разговараме за примитивизмот, за декаденцијата, за криминалот, арамилукот, неуспесите на владата, кои што се дел од секојдневието, односно дел од неуспесите практично на граѓаните. Така што генерално тоа е. Кога разговараме за актуелни теми, не за промена на изборен модел. Објавивте дека ќе се залагате дефинитивно за апсолутна правда и дека секоја неправда ќе биде жестоко казнета. И за тоа нема алтернатива. Дали можеби ова индиректно значи дека ВМРО-ДПМН конечно ќе побара измени на кривичниот законник во делот на застарувањето на кривичните дела? Па тоа не е материја која што се третира во закон, треба и уставот да се промени. За да се промени уставот, знаете кои се условите, не зависи само од ВМРО-ДПМН, туку зависи и од другите политички партии и на крајот ние мора да ги почитуваме меѓународните конвенции. Така што незастарување на кривичните дела е спротивно на меѓународните конвенции и спротивно на моменталниот устав на Македонија, така што мораме кога планираме некаква политика, мораме да ги темелно анализираме методологијата како би дошле до таа политика. Еве да, ВМРО-ДПМН сака тоа да се случи, но за тоа да се случи, најпрво треба да ги почитуваме меѓународната пракса, да ги почитуваме човековите права, да почитуваме меѓународното право, потоа да видиме да интервенираме во уставот, а дури потоа можеме ние да зборуваме за промена на легислативата. Инаку да, принципиелно
Јас тоа сум го кажал и ќе го повторам дека секој некој што се огрешил пред законите, секој некој што се осрамотил пред граѓаните, потребно е да сноси одговорност, односно да има еден фер, транспарентен судски процес во кој што ќе се констатира неговата одговорност. Инсистирате на избор на државен јавен обвинител на предлог на опозицијата. Сметате ли дека тоа ќе допринесе за постигнување на таквата апсолутна правда? Не, ние само сакавме на виделина да ги извадиме овие од власта, од СДСМ и Зоран Заев, да покажеме колку се нечестити и колку се практично луѓе кои што не ја говорат вистината. Тие беа тие кои што ветуваа кога беа опозиција, дека во првите 2 години од како ќе формираат новата влада, ќе дозволат опозицијата да номинира државен јавен обвинител. Гледате, еве, 3-та година ја завршува. Не само што немаат таква намера, туку сосема спротивно од тоа говорат во јавност. Господине Мицкоевски, што се случува внатре во ВМРО-ДПМН, односно што се случува со статутот? Еве конкретно најавивте дека функцијата почесен председател ќе биде избришана и дали можеби тоа значи индиректно дистанцирање од вашиот претходник господинот Никола Груевски? Тоа подразбира усогласување на статутот на партијата согласно статутите на нашите сестрински партии, затоа што целта е да тежнеете кон подобро организирани општества, посовремени општества и од тие општества да влечете паралели и да ги применувате нормално, да ги адаптирате на спецификите на вашето општество и да ги адаптирате. Ние при подготовката на новиот предлог статут имавме во предвид неколку статути на неколку наши сестрински земји, на ЦДУ, на Австриската народна партија, словенечкиот модел, републиканците од Франција и така натаму, некои од соседството на ГЕРБ, на господинот Борисов, Српската напредна партија на господинот Вучич и така натаму, и врз основа на сето тоа, а адаптиране на домашната специфика, создадовме едно убаво дело, убаво четиво. Мислам дека е наистина корисно и за останатите политички партии да го погледаат од како ќе биде донесено и силно им сугерирам да превземат од таму делови кои што би можеле да ги имплементираат во нивната внатрешна организација. Мислам дека ние отидовме неколку чекори понапред. Во моментот работната верзија е готова, во рамките на извршниот комитет е на дебата. Сега можеби малку изборите ќе ја одложат таа дебата, бидејќи се формираше Републичкиот изборен штаб, ќе се формираат општинските изборни штабови, а знаете, согласно важечкиот статут, тоа значи дека престанува со работа извршниот комитет и општинските комитети, тие се трансформираат во изборни штабови, имаат повеќе техничка улога отколку што имаат суштинска улога во носење на акти, туку повеќе се во организацијска смисла за спроведување на избори. Така што треба да видам, да се консултирам со статутарно-правната комисија, дали во оваа форма во која што моментално се наоѓа партијата, можеме да го завршиме овој процес. Инаку, апсолутно, значи квалитет повеќе и тоа беше нашата главна интенција, да обезбедиме квалитет повеќе. Ако така гледаме дали некој губи или добива во рамките на новиот статут, мандатот на председателот на партијата е лимитиран на 2. Така што ако гледаме кој губи, кој добива, тогаш сум тргнал од себе да бидам јас тој кој што е пример и во моментот сум јас нели председател на ВМРО-ДПМН, утре ќе биде некој друг. Така што не треба да ги гледаме работите субјективно, туку треба да се гледат објективно во насока на подобри стандарди. Можеме ли да очекуваме помирување со 8 пратеници кои ги исклучивте при нивното гласање за уставните измени? Па ние не сме се скарале со нив за да зборуваме за помирување. Туку едноставно тие действуваат спротивно на конгресна одлука, спротивно на програма на која што беа избрани, спротивно на одлука на извршен централен комитет и согласно процедурите затоа беа исклучени. Така што лично и персонално ние не треба да дозволиме политиката да влие во односот со луѓето. Едноставно тие луѓе во тој момент действува спротивно на интересите на политичката партија, која што ја репрезентира таму. И тоа беше за наш чекор кој што беше катастрофален. Практично за сето на стран кој што го нанесува на ВМРО-ДПМН ги сносија последиците. Доколку вашето прашање дали може во иднина да сметаме на нив, еве во одговорот на вашето прашање ќе биде во овој момент тие не се на радарот на ова раководство на ВМРО-ДПМН.
А какви се вашите односи со Сашо Мијалков, поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање? Па немаме односи никакви, можам да кажам дека од моментот кога практично беше исклучен од членство на партијата, не сме имале можност да комуницираме, да оствариме било каква комуникација. Во минатото сме биле дел од структурите на партијата, сме имале почитување еден со друг и така натаму, но од тој момент нашите политички траектории едноставно се разотидоа и тоа е тоа. Фамозниот датум за почеток на преговори не го добивме. Каде вие како партија, како најголема опозицијска партија, ја барате вината? Па ние тоа сме го кажале во многу пати во минатото, дека единствен виновник за ова што денеска се случува во Македонија има име и презиме, а доколку ја лоцираме вината на политичката партија, тогаш тоа се знае, СДСМ, кое што ја предводи Зоран Заев. Ова екзибиционистичка политика која што изминативе години ја водеше, начинот на кој што ја водеше таа политика и продолжува да ја води, за нас лично мислам дека е многу погрешна, дека е невистинита, дека е полна со примитивизам, лаги, криминал, корупција и така натаму, и токму од тие причини ние веќе месеци наназад бараме предвремени парламентарни избори. Ги добивме тие предвремени парламентарни избори, еве после ова фијаско што ни се случи на 12 април, граѓаните ќе можат тогаш да кажат и да одлучат дали навистина блескаме според Зоран Заев или пак во полоша состојба не била Македонија. Но важно е да се каже дека недобивањето датум практично представува комплетно фијаско на политиките на СДСМ и Зоран Заев. Дали доколку истиот датум се добие, да речеме, до март, дали мислите дека тоа ќе влијае на исходот на изборите во април? Видете, ние сега веќе не зборуваме за датум. После оној non-paper кој што практично и беше презентиран на јавноста, не само на македонската, туку и на европската, ние во овој момент не можеме да зборуваме за датум, ние можеме да зборуваме за нова методологија. Односно процес кој што треба да го отпочнеме. Тоа не е датум на преговарање, туку процес кој што ќе подразбира постепено зачленување на Македонија во рамките на Европската унија, кој што има можност за реверзибилност. Имајќи преди дека ние сега ја видовме рамката, без да ја видиме суштината. Предпоставувам доправа ќе следи во рамките на Европската унија земјите членки да отворат внатрешна дебата, да ја доуредат тоа рамка, да ја специфицираат, да ја конкретизираат и за да можат конечно на крај да ја испорачаат на земјите кои што се аспиранти за полноправно членство во рамките на Европската унија. Кога тоа ќе се заврши, навистина не би можел јас да кажам, ниту пак некој денеска може тоа да го каже, бидејќи тоа е еден подлог процес. Предпоставувам на внатрешна дебата во рамките на Европската унија. Ние уште новата комисија не сме ја виделе од почнување на работа. Таа ќе почне да работи на 1 декември. Да ги видиме капацитетите, начинот на водење на политики. Таа Европска комисија е плод на многу компромиси помеѓу 3-4 различни политички групации во рамките на Европскиот парламент, е различна на оваа претходната која што беше формирана од 2 политички групации, различни интереси, така што ќе има доста предизвици до моментот дека не се добие оној конечен документ, односно новата методологија. Па дури потоа можеме ние да зборуваме за отпочнување на тој процес на постепено зачленување на Македонија во рамките на Европската унија, но на што е важно и што е можеби доброто во целата оваа нова методологија, што ќе имаме јасна траекторија и ќе имаме можност веднаш после завршување на поглавјата да ги користиме фондовите кои што им стојат на располагање на земјите членки. Сте отпочнале поглавје, го затварате тоа поглавје, веднаш ги имате на располагање финансиските средства кои што можат многу да ви значат во развој на општеството. ВМРО-ДПМН победува на изборите во април и успева да формира влада. Кои се првичните мерки кои ќе ги превземете? Па ќе ги видите во првите 100 дена, но квалитетот на политики и квалитетот на живот уште во првите 100 дена ќе ја покаже разликата помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ. Ќе имаме неколку сет на мерки кои што ќе бидат презентирани на граѓаните. Дали докога станете премиер ќе се подпишувате како председател на Република Северна Македонија? Видете, ние можеме да зборуваме се и се што, да кажуваме дали е тоа вака или е така, но истовремено треба и да си го поставиме прашањето во кој парламент ние учествуваме во моментот. Дали учествуваме во парламентот на државата со новата придавка или не. Дали ќе учествуваме во техничката влада на државата со новата придавка. Дали учествувавме на парламентарни избори на државата со новата придавка. Дали во иднина, да речеме,
ќе одбиеме платата која што ја примаме од Министерството за, еве конкретно ја за образование на државата со новата придавка. Дали всушност сите ентитети во држава уплаќаат пари во државата со новата придавка, дали вадат документи од државата со новата придавка. Ние можеме да имаме двојни стандарди, можеме да кажуваме дека тоа не е вистина или дека тоа е вистина, но за жал некој не ја донесе таа тешка вистина и таа тешка реалност во Македонија. Вистинското прашање е што треба да направиме за да измениме таа реалност. Така. Тоа е вистинското прашање. Не е вистинското прашање дали еве јас во моментот земам плата од Министерството за финансии на државата со новата придавка. Работам на универзитетот како универзитетски професор во рамките на Министерството за образование на државата со новата придавка. И ја не можам да кажам дека тоа не е така. Би бил нечесен и према бирачите, и према граѓаните, и према вас, и према вашите гледачи. Но прашањето е што треба ние да направиме да ја смениме таа реалност. За тоа ви реков, имаме една траекторија, а таа е 80 пратеника плюс мнозинство според Бандинтер, и второто е, доколку тоа не успееме, Македонија на брза трака, реформи, дел од Европската унија и потоа по принципот на самоопределување и самоименување. Тоа се двете понуди. Ние можеме сега да кажуваме дека со кинење на договорот ќе смениме реалноста. Не се менува со кинење на договорот реалноста. Напротив, ќе изгледаме како кловнови насекаде во свет и никој нема да не третира сериозно. Затоа она што е важно е многу работа и како да дојдеме до заедничката цел. А тоа е ова што некој денеска ни го донесе во Македонија без никаков резултат да го промениме. Тоа е практично целта. Тоа е вистинското прашање. Ќе понесе ли Христијан Мицкоски одговорност при евентуален пораз на изборите? Да, тоа сум го повторил, трет пат ќе го кажам, не само за пораз. Пред нашите гледачи не. За пораз јас не размислувам, победа ќе има сигурно туку. Еве и во услови да не успеам како мандатар да составам влада, истовремено ќе понесам одговорност. Така што јас би го преформулирал прашањето, доколку ВМРО-ДПМНЕ не успее да формира влада. Инаку дека ќе победи со најмалку 100.000 гласа разлика. Добро, останува да видиме. И кои се следните планови и агенди на ВМРО-ДПМНЕ? Доколку ме прашувате во делот на подготовка за следните предвремени парламентарни избори, ние полека почнуваме со теренските активности, кои што се дел од кампањата Обнова на Македонија. На 28 годишнината од формирањето на Унијата на млади сили го презентиравме кодексот во 10 точки, практично го портретиравме идниот лидер од страна на ВМРО-ДПМНЕ во институцијата што ќе ја води, без разлика дали тоа ќе биде министер, директор или некој друг. Но тоа е портретот како треба да етички се однесува според тој кодекс идниот функционер. По завршување на разговорите со граѓаните, ќе почнеме со промоција и на програмата која што ќе ја презентираме на следните предвремени парламентарни избори. Се разбира, потоа следува предкампања, за време на кампања, активности и она што сите ги интересира, резултатот во кој што јас силно сум убеден за една голема победа на ВМРО-ДПМНЕ. И коалицијата за обнова на Македонија. Ви благодарам за издвоеното време и за оно што ја прифативте поканата да бидете дел од вестите на телевизија Сонце. Јас ќе ви посакам успешна и плодна работа. Благодарам на можноста. Почитувани, тоа беше интервјуто со лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Ви благодарам за вниманието.